Добро вечер во топ тема на ваша страна. Кои се луѓето кои се избираат далеко од очите на јавноста, работат во сенка и над нив нема никаква контрола? Тие треба да бидат контрола над институциите, како сервис на граѓаните, но најчесто влегуваат во управни и надзорни одбори според партиски заслуги. На оваа тема вечерва дебатираме со Неда Малеска-Сачмаровска, извршен директор на Центарот за управување со промени, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и пратеничката на ВМРО ДПМН е Невенка Стаменковска. Добро вечер на сите. Во последен момент учеството во дебатата од оправдани причини го откажа професорот на правниот факултет Драган Гоцевски. Тој заедно со Неда Малеска-Сачмаровска се автори на истражувањето за избраните и именувани лица. Затоа, како вовед во вечерашната дискусија е всушност нивното истражување и анализа на сите членови или на управни, надзорни одбори, членови во јавната администрација. Анализата ја подготви Огнен Чанчаревиќ. Ова е градинката Филизи во општина Сарај. Има само еден вработен. Централната власт во оваа градинка назначила 5 членови во управниот одбор и директор. Во Македонија има вкупно 147 јавни институции кои имаат помалку од 10 вработени, но имаат и управни, а некои и надзорни одбори. Или низ бројки. Во овие 147 установи има 852 вработени, а владата тука именувала и назначила 1004 лица. Ова е само мал дел од податоците кои ги открива анализата на именувани и избрани лица што ја спроведе Центарот за управување со промени. Истражувањето покажа дека во јавната администрација има над 12.000 именувани лица за директори, како и членови на управни и надзорни одбори, за кои годишно се издвојуваат над 2,5 милиони евра за надоместоци. Од 1334 институции, колку што се пребројани, во 506 се избираат и именуваат управни и надзорни одбори. Но истражувачите од Центарот дошле до контакти од 474 институции, до кои биле испратени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Иако законски одврзани, одговори пристигнале од 248 институции, па затоа финансиската проекција на тоа колку вкупно тежат владините именувања може да биде непотполна, бидејќи се темели само на одговорите од примерокот. Членовите на управните или надзорните одбори земаат месечен паушал без разлика на бројот на одржани седници или надомест по одржана седница. Висината на исплатата се пропишува со посебен акт. Според податоците од дадените одговори, месечниот надомест, кој најчесто се исплатува за председател на управен одбор, е 12.000 денари, односно 10.000 за член на управен одбор или член и председател на надзорен одбор. Во некои ретки случаи, според одговорите, надоместокот оди и до 23.000 денари месечно. Но ова не се сите примања на именуваните лица, бидејќи тука се седниците. Висината на надоместокот кој се исплатува по седница варира во зависност од институцијата, секторот или дејноста и се движи од 500 до 2500 денари по седница во најголем дел од случаите. Сепак во некои институции овој надоместок е далеку повисок и се движи од 8 до 10.000 денари по седница. Според одговорите од 248 институции, бројот на одржани седници на управните одбори се намалува од година во година. Ако во 2015 година било одржани вкупно 1651 седница, во 2016 година таа бројка била 1540, а лани паднала на 1463 одржани седници или 9 седници во просек од институција. Кога станува збор за надзорните одбори, оваа бројка е далеку помала и се движи меѓу 300 и 325 седници годишно, односно по 4 во просек. Ќе анализираме 3 институции: ЕЛЕМ, МЕПСО и Фондот за иновации и технолошки развој. Во ЕЛЕМ, управниот одбор брои 7 члена, а надзорниот 6. Во МЕПСО бројката на членови е иста, по 6 во двата одбора, додека во Фондот има само управен одбор кој брои 6 члена. Во 2015 година ЕЛЕМ ќе одржи 85 седници, МЕПСО 60, а Фондот 29. Наредната 2016 оваа бројка малку опаѓа. Во ЕЛЕМ се одржани 44 седници, МЕПСО 53, а Фондот 19, додека лани одборите во ЕЛЕМ се состанале 56 пати, во МЕПСО 29, а во Фондот 16.
Податоците доставени во одговорите покажуваат дека најдарежлив бил МЕПСО, кој на 6 членови на управниот одбор на годишно ниво им исплатил 6,1 милиони денари или 100.000 евра. Фондот бил помалку дарежлив со 744.000 денари, а ЕЛЕМ исплатил 597.000 денари на 7 членови на управниот одбор. Според податоците прибавени од 248 институции можеме да забележиме дека на годишно ниво државата троши околу 1.195.000 евра. Конечно, доколку направиме проекција за вкупните трошоци за сите 511 институции кои имаат управни и надзорни одбори, овој трошок би можел да достигне 2,5 милиони евра. Масовноста на владините именувања најдобро може да се долови преку примерот со 31 јавно предпријатие во кој има вкупно 170 вработени, а таму владата именувала дури 326 лица, речиси двојно повеќе. Тука ќе се вратиме на институциите со по еден вработен кои, иако звучи неверојатно, имаат назначени членови на управен одбор. Анализата на Центарот за управување со промени идентификувала вкупно 6 институции кои имаат по еден вработен, но и 11 именувани членови на одбори и директор, и 5 институции како градинката во Сарај кои освен вработениот имаат и 5-член управен одбор и директор секако. Фрапирачки е податокот што 1 од 100 од именуваните членови на управните одбори имаат завршено само основно образование, а 12 од 100 средно. Тоа се должи на фактот што критериумите кои треба да ги исполни некој за да биде именуван во одбор се општи и многу непрецизни и ги исполнува речиси целото полнолетно население во Македонија. Да, тоа беше накус со анализата на Центарот за управување со промени. Малеска, од сите 478 управни надзорни одбори, практично сте добиле податоци само од половината. Оваа влада, транспарентноста е најчесто слушнат збор, така да нели се очекува да сите овие управни, сите овие тела, институции да ви ги дадат бараните информации. Да, морам да речам дека барањата ги упативме до 506 институции кои што во својата надлежност имаат управни и надзорни одбори. Меѓутоа, податоците ги добивме преку слободен пристап од информација од јавен карактер од 248 институции. Ваквата состојба во однос на транспарентноста на институциите не е само од сега, туку веќе подолг период се проткајува. Именно и до сега и сите други истражувања покажуваат дека респонзивноста на институциите отприлike изнесува околу 50%. Значи, ако можете да видите, тука само 50% од институциите се покажува и на овој одговориле. Тоа од своја страна говори за затвореноста на институциите, но она што е карактеристично што ваквите типови на информации треба да бидат јавно достапни, а не информации кои што треба граѓаните да ги бараат по пат на слободен пристап до информации од јавен карактер, од причина што управните и надзорните тела се еден значаен сегмент во управувањето на организациите и тие практично ги водат институциите во некаква насока и оттаму многу е важно овие податоци да бидат јавно достапни без разлика на барањата на граѓаните. Впрочем, ние треба да знаеме кои се луѓето кои што ги управуваат овие организации. Нивните имиња се објавуваат само при назначување во службен весник? Да, тоа е дополнителен проблем, бидејќи службен весник е затворен, односно можете да пристапите само преку плаќање на известни надоместоци годишни, или можете да ги добиете податоците од претходните години, но не и тековно. Тешко е да веднаш го добиете податокот кои се луѓето кои што се именувани. Но уште еден значаен проблем е тоа што имињата сами по себе вам ништо не ви значат. Значи, доколку тие луѓе на веб страниците на институциите не се објавени со нивното портфолио, со нивната професионална, да речам, професионално CV или професионална биографија, не можете да знаете кои се луѓето кои што практично управуваат со ваквите органи и тела. Истражувањето покажа од овие 506 институции дека отприлike имаме околу 3700 во државата управни лица кои што се назначени во управни и во надзорни одбори. Значи, тоа е една значајна бројка, околу 3700
луѓе управуваат на некој начин со институциите. И морам да речам дека во минатото голем број дебати се водеа околу тоа колкав е јавниот сектор и колку вработени има во јавната администрација. Оваа бројка на овие структури и овие тела на некој начин беше зацкриена. Ние практично и не ги знаеме кои се луѓето кои што членуваат во ваквите тела. И оттаму многу е важно тоа што сега податоците кои што ги има Министерството за информатичко општество и администрација преку регистарот ви дава увид во тоа кои институции и организации имаат управни и надзорни тела, да, може да се отвори дебата на оваа тема. До составот тешко се стигнува. Манчевски, како го објаснувате тоа што иако почнува да се отвараат институциите, сепак тешко се доаѓа до овие клучни податоци. Значи имаме луѓе во управни надзорни одбори што управуваат одлучуваат во енергетскиот сектор, еве МЕПСО, ЕЛЕМ, во Телеком, во и се до училишта и многу помали културни институции. Добро, состојбата е таква како што е, апсолутно податоците се релевантни. Она што можам да го кажам во однос на достапноста до информациите, се работи за буквално промена на политичка култура. Значи, транспарентното објавување на овие информации било и е законски. Значи, законска обврска за голем број на институции. Но ние сепак моравме да донесеме одлуки на влада, за да само и министерствата на еден начин ги натераме, веднаш на почетокот на мандатот, да ги објават 21 најважен документ од работата на една институција. Впрочем, таму ги објавивме не само членовите, добро, немаат министерството управни одбори, туку список на сите вработени за прв пат со имейл адреси, со телефонски контакт. Верувам, не ги знам точно по име овие институции за кои што не можело да се стигне до одредена информација, се работи за помали институции или кои што не се офатени со овие бранови на одлуки на владата, каде што ги контролираме на некој начин дали се исполнуваат својата законска обврска. Проблем во Македонија често не ни се законите, туку е непочитувањето на законите. И тоа најчесто исто така од страна на институциите. И тоа е тешко на некој начин да се постигне, затоа што еден инертен систем, еден начин на работа кој што се практикува од долго време и сега јавноста на информациите, кај некои свесноста е повисока, самите го прават, кај некои мораме да интервенираме па го прават, кај некои очигледно не сме ни стасале доволно да интервенираме за да тоа го направат. Но сега искрено, ајде да бидеме реални. Ако се гледани и училишта и градинки до тоа ниво, не можеме да очекуваме дека ќе се толку многу ажурни, затоа што и капацитетот на институциите на некој од нив е таков да дали нема доволно свест, некои немаат ни доволно, овде се работи за основна информација, нема никакво оправдување, но некојаш немаат ни доволно капацитет да одговорат на некој прашање за барање за информација од слободен карактер. Поентата ми е дека не само министерствата, туку ние со одлука на владата го проширивме и врз, според некои наши анализи, 56 најголеми институции што се под министерствата и сите тие се објавени на нашите веб страни информации. Значи не само управни и надзорни одбори, туку список на вработени, буџет, извештај за исполнување на буџет, планови за јавни набавки, нешто што до сега не било пракса. И тој бран, таа политика оди се подолу и подолу во системот, апсолутно очигледно е дека ни треба време за да успееме да очигледно управните и надзорните одбори и нивните членови не изборуваме за градинките и училиштата, туку за важните институции некако како да остануваат во тајност. За овие институции верувам дека се објавени, особено за големите. Тука нема тајност на тие податоци. Зборувам сега за како примерите што ги кажувавте, МЕПСО, ЕЛЕМ и така натаму. Дел од регулаторите и акционерските друштва се добри во тој дел и ги објавуваат податоците. Меѓутоа, во најголем дел од институциите, значи овдека кога станува збор за овие 506 на кои што сме упатиле барање, кои што сме добиле, се од една страна јавни предпријатија, од друга страна јавни установи од областа на здравството или јавни установи од областа на социјалната заштита. Понатаму станува збор за самостојни државни органи, органи на државна управа, оние формирани од собрание или оние формирани од владата, се работи за нив, не се работи за училишните одбори и најголем дел од нив немаат на своите веб страници објавено податоци за тоа кои се луѓето кои што ги раководат институциите. Значи не можете таков, се обидовме да најдеме такви податоци. Под кои не е само името, туку да како што рековте, кај дел од нив ги има имињата, има и позитивни примери апсолутно и кај дел од нив ги има
и мињата на членовите на управните одбори, например Центар за образование на возрастни, знам со сигурност бидејќи и лично ги гледа веб страниците. Меѓутоа голем дел од нив ги нема и веројатно ова е нешто што и не било пракса до сега и претпоставувам дека треба да се воспостави бидејќи оваа група беше невидлива. Ние, додека го немавме регистарот за институции, регистарот на вработени во јавниот сектор, ако се сеќавате, долги години се дискутираше за ова прашање и до 2016 година ние не знаевме кој е бројот на вработени во јавната администрација, а не пак кои се членовите на управните и надзорните да дојде да ги изброи вработените. Само една поента кратка, само пред што ми беше поентата, и за нас голем дел од овие информации во анализата и ние за прв пат се соочуваме со нив. Ево е за прв пат во Македонија да се прави некој ваков пресек и да се каже ова е состојбата, не постои централизирано место на кое што ги поседуваме овие информации. Системот постои во Министерството, но за жал тој никогаш не бил пополнет. И ние имаме потешкоти и го полниме, секој ден процентот е се повисок и повисок, но за жал не е на доволно ниво за да можеме да ги имаме информациите. Како тогаш владата 2 месеци постапување на власт, некаде во август промени со една одлука 1500 членови на Не. Ако немало информации на управни и надзорни одбори. Пазете, се работи во август мислам дека беше објавено во службен весник, ако немало информација, не било тешко. Не постојат систематизирани информации. Пазете. Ги имате наведено, сите се излистани. Ама немаме информација колку таа институција, вкрстени информации, колку има таа институција вработени. Која е потреба, значи анализа се направи, има ли потреба од управен одбор таму или нема од управен одбор таму? Колку вработени има таа институција за да има толка број на членови на управен одбор? Добра, ама сепак за кратко време 1500 луѓе се. Да, затоа што беа со поминати мандати, со ВД мандати, со истечени мандати поприлично заради продолжувањето на изборите цело време и затоа мораше едноставно тоа се направи. Стаменковска, дали како вам ви изгледа транспарентноста во овој дел во управните и надзорните одбори, инаку за време на владењето на ВМРО ДПМН е бројката на овие луѓе и функционери се зголемувала? Вака, најпрвен бројката од 3700 лица кои што се дел од управни и надзорни одбори можеби и не е толку голема кога ќе се зема вкупната популација и институции кои што постојат. Така да според мене оваа бројка и не е така голема. Од друга страна, малку контрадикторно беше ставот на министерот. Кажа дека нема централна база во која што се наведени сите управни и надзорни одбори, односно лицата, каде што се впишани имињата на лицата кои што биле дел од овие управни и надзорни одбори. А од друга страна кажа дека им били истечени мандатите. Малку ми е контрадикторно оваа изјава, ако знаеле дека им се истечени мандатите на лицата од управни и надзорни одбори, тогаш апсолутно ги знаеле имињата на лицата кои што и од кога се назначени. Во август месец за еден ден на седница на влада на Република Македонија беа разрешени точно 1500 лица кои што се дел од управни и надзорни одбори. И малку контрадикторна беше оваа одлука на владата од една причина. Многу согласно повеќе закони, зависно од тоа дали овие управни надзорни одбори станува збор за институции кои што се на централно или институции на локално ниво и различна институцијата која што може да ги именува и да ги разрешува. Ќе земам само еден пример. Со оваа одлука на влада се разрешија управни и надзорни одбори кои што се на локално ниво, а кои што по некоја хиерархија треба да бидат разрешени или именувани од страна на општината. Без разлика ако во дел од општинските управни и надзорни одбори се мешовита структура, дел од нив дава предлог општината, дел дава соодветно министерство, дел дава влада, но крајната одлука за именување на овој управен или надзорен одбор е од страна на самата општина. Од друга страна, во рамки на овие 1500 лица имаше разрешено надзорни одбори од страна на владата, со одлука на влада. Но по актите за управување во соодветната институција, управниот одбор го разрешува или го именува, односно надзорниот го именува и разрешува надзорниот и обратно. И не може влада на седница на влада да се разреши
лице кое што не е именувано од страна на владата. Овие разрешувања, за жал, како што кажав, беа направени во август месец. Во еден ден ми се чини дека беа објавени, ако не грешам, на 3 август 2017 година, 1500 лица, на кои што дел од нив, пак ќе кажам, не им бил истечен рокот, ниту биле именувани од страна на владата, може да бидат и соодветно разрешени од нивна страна. Мачевски, сакате да одговорите? Инаку, претходно владата на ВМРО ДПМН во 2006 година на првата своја седница разрешува 1000. Не би се сложило дека тоа така. Тоа е податок кој го најдовме. На првата влада, веднаш по конституирање на владата, на првата седница разрешува 1000 членови на управни и надзорни. Иако се случило такво нешто што јас не сум сигурна дека се случило, односно мислам не би кажувала јавно податок. Во ниеден случај нема да бидат разрешени или не би биле разрешени лица кои што не биле именувани од страна на владата. Овдека станува збор за дополнителна контрадикција. Разрешуваш лице кој што ти не си го именувал. Добро, еве и сега се потврди дека таа пракса постоела на разрешување, односно дека дури се случило 2006 на првата седница, тоа било најважно нешто за тогашната нова влада. Она што ние го направивме, и еве самиот факт дека сме го направиле на почетокот на август, иако владата беше конституирана на 1 јуни, е токму она за што зборував. Ние не можевме да дојдеме ни до податоците кои се луѓе колку се и каде се. И моравме 2 месеца да копаме по архиви, по институции, по веб страни, она што го правила господјата Малеска, ние го правевме во институциите. За жал не го систематизиравме како што ти убаво го направиле во една анализа за именувани и избрани лица, туку и врз основа на тие податоци што ги најдовме, ги разрешивме со истата онаа пракса и одлука како што тоа го направила претходната влада. Согласувам дека тоа може би треба да се смени, и тоа сегашните закони тоа го дозволуваат. Не викам дека се добри во ред и дека не треба да се менуваат. И тоа во делот на сега вие зборувате за исклучоци. Пак ќе кажам, не викам дека не е направена можеби некоја грешка и после коригирана. Не. Затоа што се фаќате за еден или два исклучоци, наспроти целиот систем, и како што и убаво ве потсетија, кој што сте го вовеле од 2006 пракса. И знаете како цело време кога викавме не воведувајте одредени преседани кои што после стануваат пракса, кога бевте на власт, не сваќавте погрешно, се каравме, не се разбиравме. Се надевам дека конечно вај да создаваме некаква атмосфера, еве на оваа тема дека имаме некакво разбирање, дека работиве треба да ги смениме. Во делот на колку им биле одминати мандатите, не ме сваќате погрешно. Јас не викам дека нарочно тоа сте го направиле. Требаше да има избори кога беа прв пат 2015, па се одложија 2016, 2017. Бевме во континуиран помалку или повеќе изборен процес, ниту сте имале можност како претходна влада да вршите именување. И за многу луѓе во меѓувреме мандатот им истекол. Сега јас имам само за директорите конкретни податоци. На голем дел мандатот е бил истечен и сте ги назначувале за ВД или значи бил истечен мандатот. Сличното се случило со членовите на управните и надзорни одбори. Вие кога ја превземавте власта, во континуитет владеевте и претходни, вие во 2014 не сте назначиле со нови одлуки веднаш нови луѓе. Овие луѓе биле назначени од претходно и им течел мандатот во континуитет. Затоа кога стасавме во 2017 на 1 јуни, на голем дел од овие луѓе, ова може да се сподела оваа информација, ги имам и тука за директорите конкретно, немам за 3000 кусур членови на управни надзорни одбори, мандатите им биле истечени. И еве да го ставиме тоа на страна. Пак се враќам на претходната поента. Законот дозволува, вие сте го правиле тоа така. Ние е прва работа што сме направиле тоа на првата седница. Ние за да стасаме само до информациите, податоците, кои се луѓе, во кого треба да смениме и колку луѓе треба да назначиме, не требале добри 2 месеца. Добро, доколку сте ги имале, може би и вие на првата седница би ги разрешиле, Малеска? Да, сакав да упатам на тоа дека токму ова разнообразие кој ги назначува членовите на управните одбори и надзорните одбори постои. Значи во зависност од тоа кој е основачот, така што разни дали владата или собранието или општината ги назначува и ги менува. Проблемот е во тоа што критериумите, како што речам, да, по кои критериуми се дозволуваат владата да ги менува и да ги разрешува, бидејќи кои се критериумите по кои се назначува? Различни се. Значи се различни, меѓутоа практично и да нема критериуми. Дури во некои закони, бидејќи ги вадевме, ние создадовме на база на податоци, која што ќе им ја дадеме на институциите, во која што не само што ги вадевме бројот на членови на управни и надзорни одбори, ги вадевме сите апсолутно критериуми според посебните закони,
во однос на именувањето и назначувањето. И тука сме многу слаби на тоа поле и оттаму тоа дозволува со промената на власта да се менуваат и нема јасни критериуми во законот? Критериумите се недоволно јасни, недоволно прецизни, ниту пак постојат во некои од законите. Значи, вие немате критериум. Пишува владата, ги назначува членовите на управниот одбор. Тука за нас како граѓанска организација е клучно прашање. Станува збор за сериозни тела. Овие тела се вели дека треба според законите да ги управуваат институциите, да носат годишен план за работа на институцијата, да ја гледаат завршната сметка, да раководат, управуваат процесот. Во дел од земјите членки на Европската унија имаат и одлучувачки советодавна функција, да го советуваат министерот ако е по прашање агенција. Сите важни носат во институциите. Важни функции, они имаат сериозно важна функција според законските одредби. И оттаму многу е важно да тие луѓе, предпоставувам и за државата и за институциите, да важно да бидат тие луѓе со соодветните квалификации, знаења и искуства, зашто тие се таа нишка и спона помеѓу владата и имплементацијата на политиката на она што треба да се имплементира. И од тука прашањето дека тие беа практично невидливи и скриени, дека ниту ние знаевме, долго време работиме во оваа област на јавна администрација, не знаевме дека има толку многу членови на управни и надзорни одбори. Предпоставувам дека е сложено и за институциите да дојдат до нив, бидејќи разни тела различно ги именуваат. Без овие критериуми, затоа и го отвараме прашањето. Јавна, значи некаква јавна тајна е дека овие членови се назначуваат надворешните, бидејќи има и внатрешни, обично се стручните луѓе во здравство и енергетика, меѓутоа има надворешни членови кои се назначуваат како партиска заслуга или партиска награда. Зашто во време на владењето на вашата партија не беа намалени или не беа изменети критериумите за назначување во управни и надзорни одбори? Значи, првен можам да зборувам генерално за сите управни и надзорни одбори, без разлика дали ги именува владата или соодветната институција. Зборувам за владата која беше обвинувана за партизација. Не би рекла дека е целосна партизација. Луѓето кои што, еве јас ги знам дека се дел од некои управни и надзорни одбори, зборам за оние кои што ги знам, знам дека во својата работа биле назначени за да кај што се извршуваат професионално работата врз основа на претходното работно искуство во соодветната област. До сега не можам да кажам дека, односно немам пример да кажам дека некое лице било во времето на владењето на ВМРО-ДПМН било назначено без да има познавање во соодветната област каде што да речам е ставено како управен или надзорен одбор. Да, меѓутоа на клиничкиот центар кога се направи трансформација на 32 клиники, се зголеми, значи наместо еден управен одбор добивме 32 управни и надзорни одбори. Таму во многу истражувања кои ги најдов имало луѓе со несоодветно со земјоделски факултет, со машински, кои одлучувале нели за здравството, видите дека биле само исклучиво стручни луѓе. Има одредени области во кои што одредени лица во конкретната област, не велам сега конкретно за Министерството за здравство, туку велам во некои институции можеби е соодветно работата која што извршува соодветната институција да има потреба од повеќе кадар од различни области. Може би во одредена, пример, во управен одбор да членуваат и правници и економисти, но добро е да не знам, лица со завршено земјоделски факултет или медицински факултет согласно соодветната работа на институцијата. Не би рекла дека овдека станува збор за лица кои што биле несоодветни само за да седат во управните одбори. Тоа апсолутно не се согласувам. Партиска награда ли е управниот одбор? Ке зборувам малку поотворено, што колешката Станеговска зборуваше. Видете, и тоа го зборуваме и со експертите. Едно е, апсолутно треба да има критериуми. Тие мора да постојат и да, согласувам дека можеби треба да бидат и подефинирани. Тоа ќе биде многу тешко да се спроведе, затоа што сите овие критериуми, начини на избор не се во еден закон, туку се реплицирани во скоро сите закони. Сите закони кои што регулираат работа на некоја институција, сите треба да се сменат. И за да се види кои се критериумите, колку луѓе, зошто тоа го прават и така натаму. Значи, на основа на оваа анализа следува една огромна работа сега пред нас.
паралелно со ова ние спроведуваме хоризонтална функционална анализа, која што правиме заедно со поддршка на UNDP, каде што ги проверуваме ингеренциите на институциите, значи каде тие се препоклопуваат со своите ингеренции, каде треба да дојде до спојување, некоја се укинат, можеби некоја функционалност ни фали и да се воведе нова, иако не верувам дека имаме таков случај. И имаме веќе прв драфт документ, брзо ќе го објавиме овој документ, каде што овие две анализи ќе треба да ги споиме и врз основа на тоа да донесеме заедничка одлука што правиме со институциите. Дури во стратегијата за менеджмент на јавните финансии на Министерството за финансии, што веќе се донесе, веќе идентификуван проблемот дека имаме премногу институции кои што се во првата линија на буџетот, околу над 120, колку што се сеќавам, а според сите меѓународни препораки и финансиски анализи пред се, оставете меѓународни. Добро, да се вратиме сега конкретно на она што го анализираме. Критериумите се треба да ги има, но од друга страна, пазете, не можеме да очекуваме дека ќе има, не знам, јавен конкурс, не знам, и анонимен, и ќе се јави било кој и ќе биде избран анонимно дури, кој што дури не ги поддржува политиките и програмата на владата која што чијашта програма оваа институција треба да спроведе. Значи не можеме да очекуваме дека некој што не се согласува, на пример, еве се спомнавте здравството. Наша одлука, без воопшто да ги видиме овие анализи, сосема случајно, е да се укинат економските директори во клиниките, во клиничкиот центар. И тоа го направивме на последната комисија за човечки ресурси во владата, значи тој процес тргна, веќе ја донесовме таа одлука. Следната одлука ќе биде спојување на клиничкиот центар. Нема да има посебни клиники, нема да има. Ќе се намала. Ама добро, без разлика. Тоа е еден дел само. Но велите чиновите кои би конкурирале за Не, да не се идеализира дека сега што би беше поентата, замислете да во управен одбор на некоја клиника избереме анонимно, без да знаеме ние што ги спроведуваме, што и креираме политиките, луѓе што се против оваа одлука. Се како ќе ја спроведе? Пример ви да. Како ќе ја спроведеме сега оваа одлука? Или во енергетскиот сектор. Политиките на оваа влада се кон зголемување на капацитетите на обновливите извори на енергија. За да се намали, не знам, увозот и така натака. Ако ги оставиме начело во овие институции луѓе кои што не се согласуваат со ова, кои што сметаат дека треба да се базираме на традиционалните, например, извори на енергија, како што е тоа до сега, како ќе ја спроведеме ние нашата програма и нашата политика? Значи автоматски тоа доаѓа дека се поддржувачи на политиките на владата, дури дека се поддржувачи на партиите кои се Која е другата опција? Во владата. Која е другата опција? Тие треба да ги спроведат политиките на владата. Иначе механизми, се извинувам само кратко. Овие институции се механизми за спроведување на политиките на владата. Ние, еве, како Министерство на информатичко општество и администрација, ние сме креатори на политики. Ние не сме имплементатори на политика. Не е најавен интерес тука на владата? Не. Значи за било која политика. Еве во областа на медиумите. Ние ништо не спроведуваме, ние креираме законска регулатива. Во областа на администрацијата, ние не сме шефови на сите административци во администрацијата, ние креираме политика. Мислам дека ги спровоциравте доволно. Вака задкулисно, ама министерот мислам дека најави дека сите следни огласи за јавни, сите огласи кои што ќе бидат објавени за управни и надзорни одбори некако ќе бидат продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи така кажа дека секој еден што ќе биде одбран во рамките на управните и надзорните одбори, ќе ве парафразирам, треба да биде поддржувач на политиката на владата. Спротивно, а вие што мислите? Нема да може да вие најавувате дека сакате да бидете транспарентни, да имате експерти. Кажувате, но не го правите тоа. Кажувате дека од една страна очекувате да се пријават голем број на лица, потенцијално, односно веќе кога се пријавиле најголемиот дел, да речеме од нив, 80% ќе исполнуваат условите кои што се наведени во огласот за управни и надзорни одбори. Но вие рековте дека секој ден кој што ќе биде одбран мора да биде поддржувач на политиката на секажната влада. За да биде поддржувач на сегашната политика на владата, во најголем дел од случаите треба да биде со партиска кришка Социјалдемократскиот сојуз или друга партија која што е во коалиција со сегашната влада. Па нели, од друга страна, тоа веќе ни се случуваше изминативе 10 години, каде што добива некои, имаше судир на интереси, функционери кои членуваа во управни одбори, има
професори од факултет кои добиваа како заслуга на бранење на политиката на поранешната влада членство во управни одбори. Социјалдемократскиот цело време најавува дека треба да се биде транспарентен, дека треба да се бира луѓе кои што се експерти во својата област и треба да бидат поранешната влада барем не најавуваше експерти. Согласно со тоа треба да се слушне и туѓото мислење. Морам да ве коригирам, значи во владењето на време на владењето на ВМРО ДПМН, верувајте дека не се случило ниту едно лице кое што било именувано за директор или било која друга јавна функција не се случило да членува во управен или надзорен одбор, затоа може да вака земете ги извештаите од Државната комисија за спречување на корупција, може да имало еден или два управен одбор на Телеком. Еден или два, но сигурно дека тие лица биле разрешени, тоа може да било индивидуален случај. Мислам дека многу е интересна дебатата, морам да речам, Невенка, тоа би требало да значи дека ние треба да како граѓани, ве зборам како граѓански сектор, како граѓани да веруваме дека политичките партии го направат највистинскиот избор. За нас прашањето е дали е таа постапка транспарентна, дали има некаков надпревар, најдобрите да ги избереме во тие управни одбори. Тоа што вие ќе ни ветите дека најдобрите сте ги ставиле, тоа за нас не е доволно јавен податок за да можеме да оцениме, бидејќи не знаеме кои се тие луѓе, ниту па знаеме кои се нивните профили и CV-ја. Ако дозволите, уште една реплика на министерот. Тоа е дека конкурентна предност може да биде ако ги отворите огласите за управни надзорни одбори. Се разбира дека ќе дојдат таму луѓе кои што ќе ја поддржуваат на некој начин, ќе имаат интерес политиката на владата. И во крајна линија во еден професионален систем идејата на тоа креирање на агенции, управни надзорни тела било и е во да речам во поразвиените демократии, дека ти раздвојуваш извршната функција од управната функција, дека институциите, министерствата ги креираат политиките, а нама управните одбори ги спроведуваат овие политики, дека тебе ти требаат најдобрите луѓе таму за да може да ти бидат на некој начин да вршат советодавна улога, за да се имплементира на што е стратешки приоритет на владата, на државата, на оние кои што ги водат граѓаните. Мислам како еден идеал или како еден стремеж, да речам, и дека во таа смисла дека мора да има и тука еден отворен процес или еден процес кој што е јасен, кои се критериумите во делот на именување. Ако се вратам во делот на разрешување, бидејќи ги нема критериумите за именување, нема ниту па критериуми за разрешување. Тие се отсуство од седници, судирни интереси, пристанок на основот по кој што именуван или на негово барање. Ништо не е врзано со перформансите на институциите. Тоа е најголемиот проблем. Заради тоа што вие, како министар, предпоставам, или да земам некоја конкретна област која што ја повеќе влада, можда би социјалната политика, министерот таму треба да оценува работата на центрите за социјална работа на еден или на друг начин, и на управните тела, и на тој директор. Тие треба да даваат отчет за своето работење пред министерот, бидејќи тие не се само независни некакви тела и агенции. Треба стратешките таргети на владата да ги испорачаат на тие политики. И во таа смисла е важно да тие луѓе имаат квалификации, да имаат компетенции, да бидат професионалци во областа, за да можат добро да ја советуваат владата. Така што овој процес, бидејќи беше толку затворен, мислам, што просто, велам, невидлив. Ние не знаевме колку ги има воопшто такви луѓе. Тоа не говори за една транспарентна процедура, ниту пак предпоставувам дека да се надеваме дека во иднина делот ова истражување ќе отвори дебатата на таа тема. Во крајна линија како треба да се регулира подобро овој процес, како треба да ги држиме отчетни тие луѓе, па и тие имаат некаква одговорност. Зашто земаат, сепак не е тоа значаен надомест. Парите можеби не се присудни во оваа функција, ма тоа е и работа на статус, на престиж, даваат некакви насоки на институција. Не се нимали трошоците на државата за хонорарите на овие и оние пари кои се извојуваат? За членови на управни одбори. Вака ме потикна на едно размислување. Ве сметам за експерт во делот на обуките, посебно во делот на јавната и државната администрација. Хипотетички да речеме дека ќе се отвори оглас за член на управен или надзорен во некој од, не знам, биро за образование или
некоја слична институција и би конкурирале на тој област, бидејќи сметам дека сте компетентна за да бидете дел дали од управен, дали од надзорен одбор. Но се декларирате како професионалци и невладини, непартиски. Добро, и јас би работела во државен интерес, во интерес на политиката, да речеме. Но, согласно исказот на министерот, вие нема да бидете подобни, според критериумите кои што тој ги наведе, нема да бидете подобни за да бидете дел од управниот и надзорен одбор на таа соодветна институција, бидејќи во моментот како професионална институција, невладина и непартиска, вие можеби во одреден сегмент не ги подржувате политиките на оваа влада, бидејќи вие и сте и треба да бидете коректив на работењето на владата. Мислам дека ова е малце контрадикторно цело време што го збори опозицијата, зашто на пример цело време не обвинувате дека сме го регрутирале целиот невладин сектор во владата, а сега нели бираме луѓе што само се партиски, така да ова не иде едно со друго. Втора работа, и самите сте сведоци дека нас не критикуваат и наши функционери, ние што сме ги избрале, што беше незамисливо во претходниот период. Да се вратам на она што зборевме. Апсолутно се согласувам дека потребно е да е потранспарентен процесот и да има поголема контрола. И тоа е нешто на што, ама пак ќе кажам, ако немаме информација каква е состојбата, не ни знаеме, ние не сме свесни некојаш на што треба да работиме. Факт е, ако управните и надзорните одбори некако лепде на страна, сите се фокусиравме на вработените во администрацијата и така натаму. Ова беше не дефинирана доволно зона. Хаосот е направен со начинот на кој што се формирани самите институции. Не во различни периоди од времето, нема да таргетирам посебни влади. Значи, некои се формирани од собранието, некои од владата, некои со закон посебен, некои самите министерства ги формирале институции, нема ред. Не, кај нас нема точно пропишана процедура кој може се да формира институција врз основа на што, како се утврдува потребата. Секој може на секој начин и да се направи дефиницијата. И тука е исто хаос кој што треба да се среди. Меѓутоа партиите го користеле тој хаос да пак ќе ви кажам, да ги претворат овие места практично во награда и за партиски заслуги. Спомнавте парите. Иако ја земете вкупната сума, сега не ја знам, буџетот виде го на собранието, не само патните трошоци на пратениците, на собранието. Или на било која институција. Тоа се фрапантни бројки. Да, не можеме ниту до оваа конечна бројка да дојде. Така е, ама тоа е цената на демократија. Инаку можеме сите ги укинеме. Ние може собранието да го укинеме и да имаме, не знам, крал, еден, многу ефтино, ама на крај испаѓа најскапо, кога немаме демократски процес. И ова е пракса секаде, значи да не го дои таму вулгаризираме сега целиот процес. Ова е, не сме го измислиле ние во Македонија, не постои само кај нас. Во делот на што кажа господја Стаменковска, па добро, ама сега знаете како, ако се каже вкупната сума, звучи многу. Ама ако се види колку земаат некој посебно, секој поединечно, гледаме дека и не се работи за некои фрапантни бројки. Да, некаде има и бесплатно, мора да кажеме. Она што само на крајот сакав да кажам, воопшто не се работи, да се вратам на што беше поентата околу кои луѓе може да се бираат, односно дека мора да има некакво разбирање за поддршка на политиките на одредена влада, ако веќе се институција под ингеренција на таа влада. Вие веројатно не очекувавте дека ќе го задржиме Христијан Мицковски на директорско место во Елем, да ги спроведува политиките на оваа влада. Или веројатно не очекувавте дека ќе задржиме ваш делегат на Конгрес да биде директор на Царина. Или, не знам, член на кабинетот на поранешниот премиер Никола Груевски, членове на неговиот кабинет, имаме за членови во Комисијата на Агенцијата за градински комуникации. Па друг негов член се поставил во Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. И сите со овие работи до некаде сега јавноста е гневна заради до таму одењето на немање на мерка до некаде. Значи никој не вика дека нема да има експерти, но треба минимум, не зборам за независни регулаторни тела, зборам за институции кои што се под ингеренција на владата. Со закон владата ги формирала и ги назначува нивните менаџерски и структури и управни одбори. Значи не може да очекуваме дека ние ќе поставиме луѓе, па ги кажам, кои што имаат сосема спротивни политики, ставови, конкретни зборам, на конкретни работи, од она што е граѓаните, сме се обврзале пред граѓаните во нашата програма да го спроведеме.
И затоа сакам да кажем, треба да има многу транспарентен процес, апропо дебатата што ја водиме за законот за медиуми, каде што треба да има јавност во процесот. Не е тоа секаде така, но не значи дека не треба да тргнеме некаде, за да дојдеме до и експертски решенија, односно експертски решенија, најдобрите луѓе да бидат делови на овие управни и надзорни одбори, но и тие да се минимум поддржувачи на политиките на власт. И она што го спомнавме повторно заеднички, и тука со дел од вашите пратеници дури некаде се согласувам. Ние одиме сега од една крајност во друга. Да бидам искрен. И јас би за себе си зборам. Кога ќе заврши мојата политичка кариера, ќе заврши кога тогаш. Јас нема да можам помалку или повеќе скоро никаде да додам да побарам да работам, особено во приватен сектор и таму ако некој ме земе. Затоа што веќе во регулативата ставаме такви и ние го правиме тоа. Такви ограничувања. Што е, окей, за нашето општество можеби е потребно да поминеме низ еден таков период, кај што ние политичарите ќе се само ограничиме, тргнеме и не знам, само запалиме еден ден, за да конечно дадеме шанса да пред се граѓаните веруваат во институциите. Нема потреба се само запалите, доволно да создадете некој систем, Стаменковска. Да му одговорам на министерот. Не очекував, искрено, сега зборам лично за мене, не очекував дека ќе го задржите Христијан Мицковски за директор во ЕЛАМ, но очекував на нивно место, на негово место да назначите квалитетен кадар. Велите советниците на премиерот Груевски. Разрешивте луѓе кои што долги години работеле во таа област, работеле во владата, си ја знаат работата на владата, на нивно место ставате нестручен и неквалитетен кадар. Пејачки, комичари, испуштате лице кое што се градило долгогодишно во кариерата и на негово место ставате пејач. За кој пример зборите? Вие кажавте дека сте разрешиле лица од кабинетот на предишниот премиер Никола Груевски. Не сме разрешиле. Тие сега членуваат во независните регулаторни тела, а беа членови во исто време. Или, например, поранешниот директор ВУЈП во исто време исто и член на комисијата на АЕК во ваше време. Не сме го разрешили. И појави го податок како јавно е објавен. Одете, видете го името, си ги знаете кои биле поранешни директори на УЈП, уште е член на комисијата на АЕК. Значи, како што кажав, не очекував дека ќе го задржите Христијан Мицковски за директор, но очекував соодветен кадар. Универзитетски професор ставив. Машински инженер. Значи, вашите солуции и кадрите кои што сега ги ставате во рамки на надзорните и управните одбори, јас барем тие неколку што ги имам видено, се апсолутно неквалитетен кадар. Значи, лица кои што работеле се и се што само не во соодветната област кај што се назначени за член на управни надзорни одбори. Прецизна изјава. Ај вака, само да цитирам. Не би сакала да навлегувам поединечно по име и презиме на не би сакала да навлегувам по име и презиме на лицата кои што ги зборуваме. Во отсуство на јавност околу профилите на луѓето. Само кратко да прочитам, не субјективна проценка веројатно. Е далеко од субјективна проценка, можеме да земеме еден службен весник, да видиме во конкретниот управен и надзорен одбор, ако сакаме веќе да одиме дали со имиња и да прогугламе малце за одредено лице. Нели не може да се најдат, значи се наоѓаат информации. Се наоѓаат, јас секогаш велам дека ние сме биле транспарентни. Вие са тие што кажувате дека сте немале податоци, вие кажувате дека сте купале, така кажавте на почетокот, сте купале 2 месеци и не сте можеле да најдете. Знаете ли колку време? Но 10 години исто така ние не можевме да најдеме податоци за членовите на управните и надзорните одбори. Еве да се вратиме на темата што е актуелна во јавноста деноје. На пример, ние самите ги објавивме сите советници на премиерот. Добро. За да ги најдеме кои биле претходно, 2 дена се бараше информација. Па колку пари земале, за некој уште не знаеме. Не може да се најде информација. Друга ме беше сакав да кажам. Еве го извештајот на советниците само кусо или ќе направиме тука една куса пауза за реклами, се враќаме веднаш на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна, дебатираме за именување и назначување на функционери. Манчевски ги споменавме пред рекламата советниците. Денеска еден од советниците на премиерот, Джизери Шакири, командант Хоџа, даде оставка на советничкото место во кабинетот. Како вие, кој е вашиот коментар? Добро, тоа беше негова лична одлука и реакција на реакциите на јавноста. Ете нешто што исто прилично беше незамисливо кај нас, да влада се повлекува по барање на граѓаните, еве се случуваат такви случаи сега.
Она што и пред паузата сакав да кажам. Зошто владата дозволи да се предизвика? Не, јас си го кажав на став уште и пред некој ден. Значи, мислам се знаеше дека се работи за човек на црни листи и за неговата улога биографија и сепак беше назначен. Ние го кажавме нашиот став во однос на тоа прашање уште пред неколку дена. Значи во оваа влада, самите сте сведоци, седеа луѓе кои што од 2001 година се гледаа преку ниша. И ние ги доведовме да бидат, значи премиерот Заев решил за одредена работа што е негово дискреционо право. И тоа е така во сите земји. Не измислуваме пак ништо овде. Си назначува советници за одредени области. И ако после 17 години сте ги споиле луѓето што порано војувале да седат да работат заеднички за одредена цел, ја мислам дека намерата била апсолутно честна и коректна. Другиот проблемот што можеби по мнозинството од граѓаните не го мислат тоа така. И нормално после таква јавна осуда, никој нема да остане по секоја цена, човекот се повлече. Колку е тоа добро или не, може да дозадутре разбориме. Некој се согласува дека е добро, некој не. Меѓутоа, концептот за едно општество за сите, значи концепт за едно општество за сите, што значи дека сите граѓани на оваа земја треба да се почувствуваат дека се дел од системот. Црна листа. Ај се вака. Ние имаме лидери на политички партии, нема да кажувам имиња, што се членови на собранието, кои што се на црната листа и на Соединените американски држави. И тие остваруваат и официјални состаноци со видни странски политичари кои дојдат овде. Се кај е границата. Она што сакав ме прекинавте пред додиме за советниција, пошто ќе трае очигледно малце до крај на емисија овој за советниција. Немаме многу време, сепак. Ево го извештајот за реформата на јавна администрација на Европската комисија. 2015 година вика имаме одреден напредок, 2016 вика одреден напредок и неефикасни линии на одговорност, користење јавен сектор како политички инструмент, наводи за притисоци врз вработени јавен сектор, политизација на администрација во изборна година, продолжуваат да бидат предмет на загриженост. Недостаток на политичка посветеност за реализација на неопходните реформи така натака и така оваа година. Постигнат е добар напредок. Че е ниво погоре од одреден напредок кој што постал година назад. За година веќе комисијата беа донесени стратегијата за реформа, програма за реформа на управување на јавни финансии, беа направени конкретни напори за зголемување на транспарентноста, одговорноста и вклученоста на надворешни засегнати страни во креирањето на политики. Че ова е нешто што го констатирала и Европската комисија за овие процеси кои што ги водиме во државата. Јас пак ги кажам, граѓаните се нестрпливи, некој што очекуваат резултати веднаш, но особено во делот на овој хаос кој што постои во институциите. Да, јасно е, затоа една по една ги Стаменковска околу оставката на советникот реагираше и ВМРО ДПМН при назначувањето на Џејзе Шекири за советник на премиер. Точно реагираше бидејќи сметаме дека во рамки на владата на Република Македонија не треба да бидат лица кои што се на црната листа, посебно на Соединените американски држави. Даде оставка денеска. И лица кои што немаат никакви критериуми и познавање, посебно за областа во која што како е специфична во рамки на една држава. Одлуката за негова оставка е негова одлука. Според мене исправна одлука, но морам да кажам дека и очигледно многу од партиските членови на Социјалдемократскиот сојуз не биле задоволни со ваквата одлука. Најверојатно станува збор за некој пазар кој што ние се уште не го знаеме. Бидејќи колку што знам дека и пратеничката Фростина Ремински имаше реакција по назначувањето на овој специјален советник или како и да му е функцијата. Од друга страна, по мене можно и да е само вака проформа оставка. Никој нас не може да ни даде убедување дека оставката е само према јавноста, а дека во суштина тоа едно и исто лице нема да продолжи да работи во рамки на советниците на премиерот Зоран Заев, како што тука слушнавме дека дел од советниците работат про боно. Може би еден таков советник. Дел од советниците на премиерот работат без никаков финансиски надоместок, што е многу различно од тоа што било претходно, каде што земале по неколку илјади евра, како Александар Никовски, на пример, синот на Ристо Никовски. Кога зборуваме за лица на црна листа, сега кој е вашиот став? Мендух Тачи, со него бевте во коалиција од 2006 до 2008 година, во влада заедно, кој што е на црната листа исто така на Соединените американски држави.
да се вратиме на оно зашто сега зборуваме. Прво не постои таква работа. Сега некој ќе се откаже, па ние заткулисно, еве стоите пред влада, како кажеме, видите дали ќе влегува и ќе му забраниме на премиерот да комуницира со овие лица, ќе му го избришеме телефонот. Се да не збориме, сепак реално да збориме. Она што е важно е дека имало реакција. Да, имавме различни мислења внатре во партијата. Што е тоа страшно? Не е страшно. Ние сме демократска партија. Ја, на пример, имав спротивен став. Мислев дека е добра идеја. Меѓутоа после таков притисок едноставно решија дека и човекот сам си реши дека не вреди. Имаше честни намери. Во идејата имаше честни намери. Но може би за многу работи нашето општество и не е се уште подготвено. Меѓутоа го слушаме гласот на и вашиот глас го послушавме. И за некои работи покажавме дека може да се договараме и да разговараме. И тука не гледам ништо спорно. Исто така како што нема ништо спорно дека дупло е намален бројот на советници кои што ги има премиерот, дека еве реков дел од нив работат без никаков финансиски надоместок, дека тоа не е воопшто никаква чудна пракса. А колку изнесува на оние што сепак прима финансиски, значи, исто како советниците како претходни на претходниот премиер Груевски? Пак ќе кажам, значи никој нема над онаа сума од прилика која што или блиско од таа сума за која што беше објавена за господин Хоџа. Значи не се работи за суми од 3000 евра кои што земале претходно. Се работи за една-две просечни плати. Никој не зема високи финансиски средства како советник на премиерот. Она што е важно е да се каже дека тие се дискрециско право на премиер во секоја држава. И има и истражувања, анализи, еве господјата Малеска што више, мислам дека ги направила дека во 78% од земјите на ОЕЦД, генерално европските земји, тоа се прави така. И сега пак е насе сензитивноста на сите ние преголема заради големите злоупотреби претходно. Дискрециско право и висината на доместокот на хонорарот. На вистина ги немам конкретните информации, меѓутоа ќе инсистирам утре да ги објавиме за да јавноста види дека апсолутно тука не постои никакви големи суми, да не правиме баук од нешто кај што не постои. Но исто така ќе ги објавиме и на други луѓе што земале колку земале претходно. И треба да се направи една споредба. Ќе бидат официјални податоци, еве да не испадне дека јас зборувам. Бидејќи ги има. Да, па не, еве имало господин Никовски земал 3000 евра. Тоа е веќе познато. Тоа е познато, добро. А има и други. Да, би можела Сања нешто, само сакам да речам. Затоа е важно веројатно да се отвори дебата и да се поразговара до каде оди овој процес на именување по пат на политика и назначување и каде завршува. И каде отпочнува делот каде што станува збор за професионализација на одредени институции и тоа е пракса во многу земји. Да, има функции како што се советничките функции кои што во рамките на владата доаѓа да го советуваат премиерот, да бидат врската со разни стейкхолдери, со различни групи, меѓутоа и во рамките на институциите има позиции кои што викаме добро, тие позиции се одат по пат на именување, но се останато оди низ еден процес на заслуга, процес темелен на компетенции, на знаење, на вештини. Така да ние тука уште не сме отвориле дебата каде е веројатно тој рез, каде е она што оди по пат на влијание на политиката и политичките партии, каде одиме во делот на професионалните назначувања и веројатно тоа е важно. Регулира за да нема понатаму вакви различни очекувања и реакции во јавноста. Да. Ако може многу кратко само да се доврзам на она што кажа, не е нешто контрадикторно контролот. Во стратегијата за реформа на јавна администрација што ја усвоивме сега во јануари, една од главните мерки е токму ова да дефинираме и така ги нарековме категорија на високи државни службеници, каде што токму овие работи треба да ги адресираме. Нема тоа самија го правиме, имаме широка дебата каде е вклучена и опозицијата сите кои што сакаат, нема да трае кратко, значи имаме време оставено простор за да убаво ги издефинираме овие работи со цел во 2019 да успееме да заедно да имаме решение. Да, министерот на почетокот пред некој време кажа извешта за напредокот на Европската комисија за 2017 година, но го прочита само тој дел кој што не му одговараше, а не го прочита другиот дел или го нема во себе, дека понатака стои дека оваа влада прави злоупотреба на договорите и токму додека тие беа опозиција ја критикува ВМРО ДПМН како една влада која што прави злоупотреба на договорите во рамки на државните јавната администрација, но токму
сега како владеачка структура се критикувани од страна на Европската комисија дека прават злоупотреба на договорите во рамки на администрацијата. Наверојатно тоа го немате кај себе, но доколку го отворите целокупниот извештај, тоа на кои договори мислите на привремени? Договорите привремени, секакви видови на договори. Како било лошо. Понатака го спомна господин Отачи, не викам, може сме сгрешиле, но вие треба да дремале да земете пример од нас, дека не сме знаеле да работиме и тоа да го коригирате. Вие не само што правите, можеби некои наши грешки ги повторувате, туку вие ги правите понатака катастрофални грешки. Тука е разликата. Ние не викаме дека не сме направиле грешка, но научете се од нашата грешка и направите го подобро. Но за жал не можам да кажам дека правите некои работи подобро или да многу. Во последниот извештај на Европската комисија, Македонија беше опишана како заробена држава. Да не ве подсетува. И вие викате, ние сме правиле катастрофални грешки, значи во секој област на живењето. Секаде сите, освен вие пратениците од опозицијата, гледаат одреден напредок. Значи во областа на медиумите, каде што според Freedom House кога паднавме 104 места за време на вашето владење, сега ја вика дека Македонија е најветувачката шанса за демократски пробив во Европа денес. И дека прв пат после 2010 година Македонија има напредок, цело време сме паѓале на извештаите на Freedom House во однос на слободата на медиумите. За прв пат во историјата. Да, ја го слушнавме и веќе сме на крај и го целиот извештај дојдоа и да ќе се вратам на администрацијата. За прв пат после веројатно од независноста на Македонија. Да, ние имаме намалување на бројот на вработени во јавниот сектор во однос на претходната година. До сега цело време тоа одело нагоре. Оваа година, во однос на претходната, 931, ама 931 се помалку вкупно вработени во јавниот сектор, отколку тоа што било лани. До сега трендот бил само нагоре. Јас па ќе кажам, не е тоа доволно, можеби. Ама дека се вработува согласно потребите на институциите, тоа е факт, а не согласно потребите на партијата. И да, меѓутоа секогаш ќе остане сенката на рамковните вработувања и на претходната и на оваа влада. Сега рамковни вработувања не постојат. Севкупната кои ги распределуваме, конечно ги решаваме. Само за крај, значи повторно министерот го кажува само тоа што не му одговара. Извештајот за напредокот, севкупна оценка за 2017-2018 година 1,64. Севкупна оценка за извештајот на напредокот на Република Македонија. Компаративно 2011 2,53. Значи тоа е катастрофална лоша оценка во генерално. 2017 кој беше на власт? Значи пола од 2017 година вие бевте на вас и 2018 година оценката е 1,64. Понатамо велите дека имало напредок. Јас само во една област, значи има најмалку 5 области каде што пишува дека во оваа власт има нула напредок, каде што претходно нумерички во претходните години 2015 и 2016 година имала одреден напредок со оценка нумеричка оценка 2, но за последната година кога вие сте на власт има нумеричка оценка 0. Тоа е генералната оценка од заробена држава во напредок, сепак генерална оценка не да за крај што би можело да се направи за да се постави контрола, некаков контролен механизам. Да, прво би сакала да споменам дека истражувањето не вели дека не треба да има надоместоци за управните и надзорните одбори, иако глобално вака сумата е голема, меѓутоа треба да има поголема одговорност на тие тела, треба да има јавност во делот на тоа кои се тие луѓе кои што ги управуваат институциите. И се разбира, треба, рековме, да се определи каде е она линија каде што политиката има освен транспарентноста, кој би можел друг да врши контролата на, освен антикорупцијската комисија, кој би можел друг да врши контролата? И тоа се покаже. Доколку добиеме антикорупцијска комисија како што треба да врши работата, бидејќи што ги основа тие организации и институции, треба да ја врши контролата дали ја вршат исто така функцијата за која што се наменети. Ако е тоа, ако се тоа институции кои што треба да стваруваат некаков јавен интерес, се разбира дека и контролните механизми треба да бидат воспоставени од страна на владата. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната дебата. Тука е крајот на топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.